на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Денеска во Моклиште се одбележаа 71 година од масакрот што бугарскиот фашистички окупатор во 1943 година го изврши на 12 ваташки скоевци. Делегација од локалната самоуправа, предводена од градоначалникот на Кавадарци Александар Панов, делегација од Сојузот на борци, Арама и членови на семејствата, денеска положија свежо цвеќе на споменикот на ваташките младенци. Со тоа се одбележа 71 година од масакрот што на денешен ден во 1943 година го изврши бугарскиот фашистички окупатор во Ваташа, се чествуваше на платото пред споменикот. За делувањето на младите скоевци од Ваташа и нивниот придонес за денешната слобода, говореше професорот по историја во гимназијата Добри Даскалов, Мики Камчевски. Тој нагласи дека ваквите настани од историјата на македонскиот народ нема да бидат избришани од меморијата на луѓето од овој крај и од цела држава. Ова Тиквешко село со право може да се нарече не само револуционерен, туку и културно-просветен центар на Тиквешијата, бидејќи исто така даде голем број преродбеници и просветители како од постарата, така и од новата генерација на овој крај. Бугарскиот фашистички окупатор, имајќи сознание за активноста на партијската организација во ово село, презема низа мерки да го спречи тоа движење. За таа цел од Скопје во Ваташот бил испратен бугарскиот областен директор Димитар Раев. Имајќи во предвид дека ја губи контролата врз безбедноста во овој крај, тој се одлучил да преземе безмилосна и крвава акција. Во оваа акција се вклучени Белешкиот, Битолскиот, Прилепскиот полк, граничните единици од Конско и Мрежичко, сите полициски сили од Тиквешијата и Гевгелиско, специјалниот полициски одред од Скопје, една група од 5-6 полициски агенти од Скопје на чело со Бори Жуглов, а сите тие под команда на злогласниот бугарски полковник Љубен Апостолов. Набрзо по доведувањето на овие сили започнува невиден терор врз цивилното население. Започнале со заплашување, надлетување на воени авиони, расфрлање на летоци со пропаганден материјал за масовно предавање на партизаните. Биле запалени многу куќи и штали во селата Ваташа, Ресава и Шивец, а бројот на страланите се зголемил на скоро 60. На 15 јуни во центарот на Кавадарци свирала војна музика донесена од Велес. Бил воведен и полициски час кој започнува во 20 часот, а во селата во 19. Во тој термин сите требало да бидат вратени во своите домови. Насекаде по селото започнале полициски раци, а била воведена и блокада на селото. Имало наместено и митролески гнезда подготвени за акција. Во раните утрински часови на 16 јуни е извршено и првото апсење. Уапсен е младинецот Диме Чикоров, кој што е испратен во Кавадарци на испитување кај бугарскиот агент Бори Жуглов. Осамнало тоа злокомно утро, среда, 16 јуни, кога Кавадарци бил пазарен ден. Меѓутоа, сепак ваташани не го напуштиле селото. Иако тој ден не бил празник, никој не отишол по вода или на работа во полето. Во селото пристигнал бугарскиот поручник Костов, заедно со полицискиот началник од Кавадарци Петко Опреков. Ними помагале двајца мешани од селото. Барабанџијата со јавен повик повикувал по еден член од секоја фамилија, наредувајќи да го предадат сиот воен материјал или било какво оружје. Меѓутоа, ова акција поминала катастрофално за бугарите. Резултат биле неколку матарки за вода, неколку шаторски крила, 2-3 стари пушки и еден револвер. Бугарите биле бесни поради неуспехот на оваа акција. Наскоро од Кавадарци пристигнал список со имија за апсење, направен врз основа на фотографија пронајдена во джепот на Диме Чикоров. Според подготвениот список, бугарските полицајци ги уапсиле братучетките Павлина Илиева и Стева Ампова, ката и брати Блажи Ицеви, потоа Пане Джунов, Ристо Џондев, Герасим Матаков, Пане Мешков, Невена Хаџијорданов. Во меѓувреме двајца бугарски полицајци од Кавадарци го донесиле Диме Чикоров, целиот искинати со крвави лузни по лицето и телото. По известно време продолжило апсењето и биле уапсени Ферчо Попгеоргиев, Ванчо Гурев, Данчо Давков, Перо Видов и Илчо Димов, испроведени во кафаната на Васил Хаџијорданов. Откако сите биле донесени во кафаната, започнало крвавото иследување од страна на поручник Костов. Селскиот учител Џорџи потекло од Бугарија и се обидел да ги спаси младите ваташани кои добро ги познавал, но бил сурово отстранет од страна на полицијата. Поручникот Костов испратил еден мотоциклист во Кавадарци
кој по еден час се вратил со наредба од полковник Љубен Апостолов во сените младинци да бидат стрелани. Некаде околу Пладне, младинците двајца по двајца били изнесени од кафаната. По придружба на цел еден кордон војска, заедно со поручник Костов, тие се упатили кон местноста Дулово Долче. На патот од кој што повеќе никогаш нема да се вратат заминуваат. Перо Иловидов 15 години, Ванчо Тасев Гуров 19, Данко Григоров Давков 18, Илија Димов 18, Ристо Трипов Џондев 18, Блажи Ицев 20, Герасим Лазов Матаков 18, Пане Методија Мешков 18, Ферчо Поп Георгиев 26, Васил Хаджи Јорданов 28, Диме Блажов Чекоров 20 и Пане Методиев Џунов 18 години. Со нив биле спроведени и 4 младинки блиски роднини на обсените младинци. И тоа Невена Хаджи Јорданова, Стева Ампова, Ката Ицева и Павлина Касапинова. На тргнување поручникот Костов им рекол: ајде сега да ви видам каде планиравте да одевте во партизани. Околу 13 часот во пеклна горешина пристигнале во местноста Дулово Долче. Блокадата од селото веќе била повлечена, а стрелачкиот вод запрел кај лаќите на реката Луда Мара. Тогаш поручник Костов наредил: наредете се за да ве фотографирам. Девојчињата кои се наложиле на десната страна од младинците им било наредено да се приправат кон нив, на што се спротиставил полицискиот началник Петко Преков, кој што наведил дека тоа не било наредено во наредбата. На тоа поручник Костов незадоволно изјавил: каде и да одам, опружен сум со кукавици. Во меѓувреме, највозрасниот од младинците, насетувајќи дека страшно ќе се случи, започнал да бега кон реката Луда Мара за да се сокрие кон капините. По него тргнале Диме Чекорив и Герасим Матаков. Поручник Костов, иако најправен изненаден од храброста на младинците, веднаш издал наредба на своите војници да стрелат. Тогаш започнала стравишна покатница. Лесно погоден, Васил Хаджи Јорданов дури успел и да извика: стрелајте кучиња, но нашата идеја нема да умре. Тој за момент застанал погоден од еден куршум, но продолжил да се засолнува. Останатите младенци, погодени од рафалите на пушкомитролезот, паѓале како покосен од класи еден до друг. Еден бугарски војник отшол кон девојките и дигајќи им ги главите рекол: гледајте, не се нувајте комунистки, гледајте. Потоа следувало на најстрашното. Војниците како по заповед ги извадиле бајонетите и започнале да ги бодат телата на оние младинци кои што се уште покажувале знаци на живот. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов рече дека 71 година се обидуваме да се отчетиме за долгот што ни го оставија ваташките младинци и сите жртви за се што направија за денешната слобода. Барем јас барам форма како да се одолжиме најдостоинствено за нивната жртва. Може да обвинуваме било кого, и фашистите, и бугарите, и било кој, меѓутоа враќање нема. Би сакал оваа прилика, за да не се повторувам секоја година, да се надоврзам на една порака, скоро пратена до нашиот председател, а тоа е за заедничко чествување на празниците помеѓу Македонија и Бугарија. Нема да зборувам од ничие име, ова го кажувам од моје лично име. Во Кавадарци може да има чествување и со бугари, и со срби, и со грци, и со било кој, откако прво ќе дојдат и ќе се извинат на Кавадарци за нивните зверства кои што ги направија тука. Ова го зборувам затоа што се огледам на Меркел, на Германија, кој што прво се измени и на Полска и на сите европски држави и потоа отиде да положи цвеќе за нејзините фашистички предци. Почитувани, за нас како современици останува единствена форма преку која што ќе ја изразиме нашата почит спрема овие деца, спрема овие скоевци, од кои што верувам дека добар дел и не знаеле зашто биле стрелани. Единствената форма како градоначалник и совет е да работиме макотрпно, да ги подобруваме условите за живот на вас и на сите граѓани во Кавадарци и пошироко, и со тоа на некој начин барем малку да се отчетиме за жртвата која што 12 младинци и за жртвата која што сите наши револуционери, почнувајќи од почетокот, од првата мисла за самобитност на Република Македонија па до ден денешен и до новата војна 2001 година. Сакам и во оваа прилика уште еднаш да дадам завет дека
ќе работиме макотрапно и посветено, и јас, и Советот, и службите во локалната самоуправа, со цел да оствариме уште еден проект повеќе за сегашните и идни генерации за кавадарци. Нека им е вечна славата. Чествувањето беше на дополнето и со културно-уметничка програма. Настапија ученици од училиштето Димката Ангелов Габерот во Ваташа, пеачката група на Сдруженијето на пензионерите и културно-уметничкото друштво Васил Хаджиманов. 388 лица пријавиле штета од невремето кое го зафати Кавадаречкиот регион на 9 јуни. Општинската комисија за проценка на штетите од невремето кое на 9 јуни го зафати Кавадаречкиот реон утврди дека штетата кај лозовите насади во најпогодените локалитети се движи меѓу 70 и 100%. Земјоделските производители чии насади настрадаа од градот веќе започнаа да ги пријавуваат штетите во општината. Заклучно со денешниот ден 388 лица пријавиле оштетување на своите насади. Најмногу пријави има од земјоделците од месностите Умата, Глувчовец, Бели Камења, Коријата, Шамаците и Голигас. Исто така пријави има и пристигнато и од земјоделците од делови на Возарци, посебно од месностите Тисовец и Бела Чешма и од селото Шивец, рече Диме Мурџев, портпарол на локалната самоуправа. Како што тој информира, целиот процес околу пријавување на штетите продолжува и во наредните денови. Откако ќе бидат собрани сите барања, општината ќе ги достави барањата за обештетување до надлежното министерство. Земјоделците кои подигнале нови лозови и овошни насади поднесуваат барања во Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството за да повратат 50% од инвестицијата. Овој период е карактеристичен по тоа што оние земјоделци кои подигнале нови овошни лозови насади доаѓаат во Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството за да поднесат барања, а со тоа се стекнат со право да добијат 50% од средствата кои ќе ги вложат во новите земјоделски насади. Тоа беше и директниот повод да разговараме со Божанка Кузманова, таа самостоен референт по полјоделство во Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието. Каква е состојбата, кои се најактуелни активности кај вас? Во тек се две активности кои ги посебно акцент морам да дадам. Сите земјоделци кои се со своите површини кои се засадени нови лозови насади, кај нас треба да дојдат и да извршат со сите нивни правилни документи, правиме налог за исплата кои ги добиваат средствата, нивните дадени средства со овој налог, односно барање, пополнато од наша страна, треба да добијат 50% повратни средства. Кажи ми, дали се доволно информирани земјоделци, дали купуваат посадочен материјал кој е со сертификат, што е клучно, нели, за да се добијат овие средства? Можем заправо да си кажам, бидејќи оваа година прилично има доста нови лозови насади, односно и овошни, меѓутоа доминираат и лозовите насади. Бидејќи од лани годината беа ограничени површините за да можат кои луѓе да аплицираат. Како е сега? Која е минималната површина со која ќе можат да аплицираат? За разлика од ланската година, оваа година, односно есен пролет 2014 година, треба да биде прифатлива, односно е прифатлива 0,5 хектари лозови или овошни насади, кои со тоа е пропратено, мислам, и нормативите и правилните уредни документи кои треба да ги поседуваат земјоделците, да бидат со сертифициран саден материјал, почивна анализа направена, имотни листови и ред други формални работи што треба да биде направено барањето. Зашто најмногу се интересираат нашите земјоделци? Што подигаат? Лозови или овошни насади повеќе? А како што знаеме, нашата подна теквешија е препознатлива и по винското гројзе и затоа повеќе имаме апликации за лозови насади. Подигање на нови лозови насади имаме. Кои сорти се доминираат? За разлика од другите години, кои како стари лозови насади кои ги има, интересо го гледам, повеќе акцент се дава на Смедеревка, покрај тоа не е избежен и Вранец. Значи сепак и Вранец. Да, застапени. Трпезните сорти дали ги посакуваат? Кои сорти од трпезните се барат, се посадуваат? Трпезните сорти сега акцент има и на Викторија, нешто Кардинал, Мишел Палиер, Штрасински и така да. Тоа е одлука на самите земјоделци при нивното класирање. Да.
Важна е информацијата за оние наши земјоделци кои планираат наредната година да подигаат нови лозови насади. Која е таа важна информација која треба да ја знаат и кога треба да поднесат барање? За сите информации и сите земјоделци што треба да и што планираат есен да подигнат нови лозови или овошни насади, мора да дојдат во агенцијата, да се пријават, односно да направат барање. Од наша страна се прави тоа барање и деловен план по оваа мерка, односно мерка 121. Да. Интересен е податокот што овде се пријавуваат и земјоделците, млади земјоделци кои сакаат да се регистрираат и да добијат неповратни средства околу 600.000 денари, што сепак е многу привлечно. Дали има такви, дали се информирани доволно нашите земјоделци? Исто така, оваа мерка е во тек, како и мерката 121, а оваа мерка е 112 за млади земјоделци. И тука имаме поволности, односно приоритети за младите земјоделци, бидејќи овие пари се неповратни, односно 600.000, мислам не е за подценување, сепак се дава акцент, односно за вакви оваа мерка мислам да биде активирана и прифатена од страна на земјоделецот, сепак има некои критериуми. Да. Овие критериуми ги има самата мерка како мерка, треба да има средно образование, треба да биде носител на семејно земјоделско стопанство, односно во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство треба да биде регистриран. Исто така мора да биде не повеќе од 18 месеци регистриран во земјоделско стопанство. Исто така и старосната граница не е ограничена, односно да не биде над 40 години. Затоа и самата апликација е наречена за млади земјоделци. Со нов асфалт е улицата Гоце Делчев од раскрсницата со булеварот Никола Минчев па до раскрсницата со улица 29 ноември. Градоначалникот Александар Панов вели дека ова и следната година ќе се работи на асфалтирање на сите позначени сообраќајници во градот. Со нов асфалт од денеска улицата Гоце Делчев во Кавадарци, погребењето на стариот и оштетен и создавањето услови за поставување на нов од денеска улицата е со нов асфалт, а сообраќајот се одвива нормално. Изведувач на градежните работи и изолација од Скопје, градоначалникот Александар Панов вели дека ова и следната година нов асфалт ќе добијат поголем број значајни сообраќајници во градот. Јас на вистина сум презадоволен од оваа завршена работа. Ова е уште еден или втор голем потек во општина Кавадарци после комплексот од улица Охридска. Во текот на викендот се асфалтира улицата Гоце Делчев и ова фактички представува континуитет на она предизборно ветување кој што гласеше дека ќе пристапиме кон смена на асфалтната маса на главните улици. Гоце Делчев е една од големите улици. Овој проект и според неговата вредност е околу 4,5 милиона денари. Не останува уште помалиот дел, а тоа е да ги дигнеме овие влабнати шахти за водоводот и делот на канализацијата. И мислам дека со овој континуитет или со овој интензитет ќе продолжиме и ова и наредната година, бидејќи сепак во Кавадарци нешто што е забележително и што не чини тоа се главните улици, нивната состојба и промената на асфалтот од озгора. Реконструирани се 3800 метри квадратни од улицата во должина од 400 метри. За оваа намена од буџетот на општина Кавадарци одвоени се 4,5 милиони денари, а пред асфалтирањето на овој потек беа поставени 250 должни метри на рабници. Утре Советот на општина Кавадарци ќе одржи редовната 17-та седница. Меѓу точките на дневен ред кварталниот извештај за извршување на буџетот во првиот квартал и предлог за ребаланс.
Пред советниците во Кавадаречкиот совет утре е кварталниот извештај за извршувањето на буџетот во првиот квартал од 2014 година. Покрај овој документ кој говори за финансиското работење на општината во рамки на 17-та седница, чиј почеток е закажан за 12 часот, ќе се разгледува и предлог одлуката за ребаланс на буџетот. На дневен ред се и измените на програмите за уредување на градежно земјиште, за изработка на урбанистички планови и за поставување на урбана опрема. Ќе се разгледуваат и две одлуки за урбанистички планови и измените на програмата за активностите на општината во областа на спортот и младите за 2014 година. Исто така пред советниците се и неколку одлуки за доделување на финансиска помош. Ќе се разрешуваат и именуваат членови на општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и на управниот одбор на јавното претпријатие Комуналец. Ќе се именува и организационен одбор за организирање на туристичко-културната манифестација Тиквешки гроздовер. Исто така во рамки на утрешната седница на советот ќе се разгледува и извештајот за работењето на јавното претпријатие Мито Хаџивасилев Јасмин за првото тромесечие од 2014 и годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Вардарски плански регион. Познат е идентитетот на пронајдениот во Вардарка и Велес. Обдукцијата покажала дека од водите на реката е извлечено телото на 54 годишниот Зоран Петрушевски од селото Стари град, кој за исчезнат се водеше околу 1 месец. Инаку во водите на Вардар се бара телото на уште еден исчезнат. Според очевидци се работи за несреќен случај. Човекот на 70 на години паднал во реката додека се обидувал да фрли смет. Зоран Петрушевски од Стари град е удавениот кој во петокот попладне беше пронајден во Вардар. Идентитетот е потврден со обдукција на судска медицина. Се уште нема информации дали се работи за самоубиство или пак на телото имало знаци на насилство. Јавниот обвинител Славица Темелковски вели дека повеќе детали за случајот ќе има откако ќе се изготви целосниот извештај од обдукцијскиот наод. Инаку во петокот попладне беше извлечено телото во распаѓање кај местноста Јаниташ. Во извлекувањето на лешот учествувала и територијалната противпожарна единица. Инаку 54 годишниот Зоран бил пријавен за исчезнат на крајот од април. Во водите на Вардар се бара и телото на уште еден исчезнат. На почетокот на неделава, Белешанец на возраст од 70 на години бил забележан како паднал во реката кај Малото Мовче. Според изјави на очевидци, човекот стоел на кеот и фрлал смет во реката пошто се занишал и паднал. Веќе неколку денови се трага по него. Инаку скоро 2 месеца за исчезнат во Велес се води и 46 годишниот Ганчо Симсаров. Последен пат од својот дом излегол на 17 април. Бил облечен во црна јакна, сини фармерки и патики. Роднините и полицијата апелираат доколку некој го забележи да пријави во полиција или на телефонот 076 563 440. Неприлагодената брзина на возење, недржењето страна и правец причина за 2 сообраќајни незгоди случени вчера на патниот правец Прилеп Градско. 2 сообраќајни незгоди се случиле вчера на патниот правец Прилеп Градско. Едната од нив се случила во 17 часот во близина на Фариш, помеѓу 2 патнички возила се судриле автомобил марка Рено Меган управувано од ПЗ од Прилеп и Пежо 406 управувано од ГМ од Штип. Причина за несреќата биле недржењето страна и правецот возачот кој управувал со Пежото, а од несреќата со лесни телесни повреди се здобиле возачот и совозачот во Рено Меганот. Втората сообраќајна незгода се случила околу 18 часот, а поради неприлагодена брзина на движење според условите на патот на 24-тиот километар од патниот правец Прилеп Градско излетал автомобил марка BMW со бугарски регистарски ознаки управувано од лицето МГ од Прилеп. За среќа оваа сообраќајна незгода завршила само со причината материјална штета. Информацијата за КТВ денеска ја потврди и полициска станица Кавадарци, оделението за безбедност во патниот сообраќај, а нашиот полициски извор вели дека многу често во услови кога паѓа дожд, неприлагодената брзина и непочитувањето на условите на патот знаат на патниот правец Градско Прилеп да предизвикаат незгода.
Затоа надлежните постојано апелираат да се почитуваат сообраќајните правила и особено да се внимава на брзината и условите на патот. Од ноќеска на полноќ поскапуваат бензините. Бензините поскапуваат за половина денара, цената на дизелот останува непроменета. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на горивата кои почнуваат да важат од полноќ. Малопродажните цени на Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 се зголемуваат за половина денар и со тоа од полноќ цената на Евро Супер БС 95 ќе изнесува 81 денар за литар, а цената на Евро Супер БС 98 82,5 денари за литар. Малопродажните цени на евродизел и екстра лесното масло за домаќинство остануваат исти. Евродизелот ќе се точи за 68 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство за 57 денари за литар. Малопродажната цена на мазотот се зголемува за 0,235 денари по килограм и ќе изнесува 41,871 денар. Со оваа одлука се врши зголемување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,44%, односно за 0,31% во однос на рафинериските и малопродажните цени на нафтените деривати, утврдени согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија од 2 јуни годинава. И годинава бесплатен одмор ќе користат децата од социјален ризик. Јавниот повик ќе биде објавен утре. Рокот е до 27 овој месец. Поаѓајќи од универзалното право дека секое дете има право на социјална сигурност, рекреација и животен стандард, Министерството за труд и социјална политика информира дека и оваа година ќе се реализира проектот за бесплатен одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик. Трета година поред Министерството ќе овозможи бесплатно летување за 2000 деца кои се наоѓаат во понеповолна положба. Досега вкупно 6000 дечиња посетиле бесплатен летен и зимски одмор, односно 4000 дечиња има можност да заминат на бесплатен летен одмор, а 2000 деца на бесплатен зимски одмор. Би сакал да информирам дека утре на 17.6.2014 вторник излегува јавниот повик за бесплатно летување на кој сите заинтересирани родители кои што користат социјална парична помош, постојана парична помош или посебен додаток може да аплицираат за користење на бесплатна услуга за одмор и рекреација за своите деца. Бесплатен летен одмор ќе користат и децата без родители и родителска грижа родени во периодот од 1999 до 2003 година, односно деца редовни ученици во 5, 6, 7 и 8 оделение во учебната 2013-2014 година. Услугата ќе се користи во текот на летниот распуст во смени од по 7 дена, почнувајќи од 1 јули годинава во сместувачките центри на Охридското езеро. Бесплатниот одмор и рекреација за деца опфаќа 6 полни пансиони, ноќевање со 3 оброка дневно и едукативни, забавни и спортски активности. Децата со пречки во развојот, корисници на посебен додаток, имаат право на придружник за време на одмор, потенцира министерот Диме Спасов. Сите заинтересирани потребно е да се обратат и да поднесат барање до надлежниот центар за социјална работа според местото на живење најдоцна до 27 овој месец, од каде што ќе бидат информирани за користење на услугата. Детални информации исто може да се добијат и на веб страната на Министерството. Со оглед на позитивните резултати и можностите кои ги даваме на децата во социјален ризик, овој проект ќе продолжи да се реализира и во наредните 4 години, така што на годишно ниво 2000 деца ќе користат бесплатен летен одмор, а 1000 деца бесплатен зимски одмор. Ќе направиме се социјалниот ризик да не биде пречка за исполнето детство за најмладите, додава министерот Спасов. Нашиот сограѓанин Петар Наневски објави нова книга со наслов «Глорификација на есејот».
Издавачката куќа Менора од Скопје ја издаде најновата книга есеи на нашиот сограѓанин Петар Наневски, кој припаѓа на третата генерација македонски писатели. Книгата Глорификација на есејот е негово второ дело есеи во кој авторот на еден досега невообичаен стил пишува со автентична визура за сликарството и поезијата, надополнувајќи една своевидна новина и инвентивна проекција на досега некористен и посебен есеистички начин. Бидејќи подеднакво се потврдува како поет и сликар, поезијата и сликарството во неговите есеи се доведени во една многу интересна и инвентивна синтеза која досега не е забележана во македонската литература. Книгата исто така ликовна е збогатена со слика од авторот, како и 53 графички цртежи, со што е зголемена убавината на книгата. Издавањето на книгата Глорификација на есејот го финансира Министерството за култура на Република Македонија. Повод да се проговори повеќе за најновата книга на Петар Наневски ќе биде нејзината промоција во Кавадарци. На крајот од вестите и временска прогноза. Времето утре е променливо облачно со сончеви периоди, попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи, наместа со повремено заселен ветар, можна изолирана појава на град. Преку денот ќе дува слаб претежно југозападен ветер, а температурата ќе се движи до 30 степен. УВ индексот ќе биде 6. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.